Министерството за образование и наука ги крие луѓето кои ќе го менуваат учебникот по историја за 7 оделение кој го опфаќа средниот век. На прашање на Алфа за тоа кој членува во комисијата која треба да направи ревизија, оттаму ни одговорија само кој може да членува, без да прецизираат личности. Во Законот за учебници во основното и средното образование е прецизно наведено кој може да биде член на комисијата. Од образование ќе ја проверуваат содржината на учебникот по историја, бидејќи во него пишувало факти кои не соодветствувале со научната реалност. Тие до тој заклучок стигнале поради повеќе представки доставени на нивна адреса. Па министерот решил да формира комисија која ќе ги анализира лекциите и ќе утврди кои се тие неточни податоци и информации. Покрај одговори за тоа кој членува, Алфа побаре информации за тоа која е експертизата на членовите, колку представки стигнале до министерството, од кого се доставени, како и за кои содржини се однесуваат. Од образование не ги откриваат овие информации. Оттаму само накратко велат дека пристигнале повеќе представки од релевантни лица за неколку дела во учебникот како и предговорот. При тоа и покрај директните прашања на Алфа не појаснуваат ниту кои се релевантните лица, ниту колку представки пристигнале, ниту пак за кои содржини од учебникот се однесуваат. Па по се изгледа дека за тоа што ќе учат македонските основци по историја, јавноста веројатно ќе дознае откако измените ќе се случат. Ова не е прв пат учебникот по историја за 7 оделение кој го опфаќа средниот век да биде ставен на маса и да се зборува за негови измени. Македонија до учебната 2024-25 година ќе мора да ги отстрани деловите кои му сметаат на нашиот источен сосед, а за кои мешовитата историска комисија веќе постигна договор. Лекциите за Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија, положбата на македонците во Бугарија, антифашистичкиот отпор, балканските војни и историските факти кои се однесуваат на цар Самуил се само мал дел од она што Македонија ќе треба да го промени во учебникот по историја за 7 оделенците, согласно протоколот кој го потпишавме со Бугарија.